Социјалните мрежи уште рано утрина во самнаа со еден текст авторизиран од декогашниот пожарникар и на дело докажа хуманист Александар Ѓоргиевски, а упатен кон градоначалникот на општина Штип Благој Бацварски. Целта на текстот е проверка на спекулацијата за примање на четворица пожарникари во територијалната противпожарна единица Штип и желбата на Александар да конкурира и да се врати на својата сакана професија, а со тоа да го тестира и логото едно општество за сите. Значи јас имам 10 години работно искуство во територијалната противпожарна единица. Јас имам минато сите обуки. Имам сертификати, сум прогласуван за најдобра смена, најдобар пожарникар на годината. Значи 10 години работно искуство како професионален пожарникар. Значи јас сум докажан борец за правата на пожарникарите. Јас водев судски спорови во интерес на тие пожарникари. Јас лично од свој џеб давав донации за тие пожарникари. Еве, ова е 100% вистината што ќе го кажам. Општина Штип како општина Штип во последните 10 години нема дадено толку мајци на пожарникарите како што имам јас дадено лично. Јас имам над 400 мајци донирано за територијалната противпожарна единица. Капи, маички, работи што фалат. Територијалната противпожарна единица долго време е запоставена. Долго време. Значи пожарникарите се како да кажам пред избори секој ветува од кога ќе дојде дека ќе се вклучи да помогне на тие пожарникари, но реалноста е таа дека усусрет на пожарникарите и државата и општина Штип не е баш на највисоко ниво, затоа што таму фалат многу работи. Александар Ѓоргиевски со 10 годишното искуство е докажан во својата професија, со сите можни сертификати и едноставно е посветен на оваа пред се одговорна професија. Дали јас, Ѓоргиевски Александар, со 10 годишно работно искуство и со сите можни сертификати како докажан пожарникар, ќе добијам шанса или ќе добие шанса некој што е партиски послужни и што става лајкови на нивните Facebook профили. Јас не сум еден од тие. Јас сум професионалец, си ја знам работата и секој пат ќе бидам тој што сум сега. Мене ништо нема да ме промени. Дали ќе се оствари желбата на Александар и колку има надеж во остварување на неговата желба? Јас како и секој граѓанин на град Штип со уредна документација ќе побарам работно место во територијалната противпожарна единица каде што имам. Јас сум таму докажан борец. Значи јас сум за таа професија дал многу. Јас сум со синдикатот рамо за рамо сум се борел за правата на тие пожарникари за денес тие да имаат поголема плата. Услови, еве, некна на пожарот во Леваците. Лично застанав со Благојче Бачварски, разговарав 5 минути. На лице место тој виде што се фали на територијалната противпожарна единица при една хаварија, при еден голем пожар. Застанав и му кажав: "Баже, дали си свесен сега што фали?" 2 години пишувам за таа проблематика. Штипската територијална противпожарна единица нема корпа. Тоа ти е како да играш фудбал 11 на 11, ама да играте фудбал без топка. Без топка. Штипската територијална противпожарна единица е регионална. Радович, Свети Николе имаат корпи. 5 пати, 10 пати помали градови, обезбедени како донации. Штип, регионален центар, најголема територијална противпожарна да нема корпа 21 век. Тоа е срамота и за општината, и за нашиот работодавец, и за државата. Со цел да проверим информацијата за тоа дали има распишан оглас за прием на нови пожарникари, го консултиравме и градоначалникот на општина Штип Благој Бацварски, кој ја демонтираше ова информација со констатација дека во услови на пандемија не се дозволени нови вработувања. Точно е дека наскоро еден пожарникар треба да замине во пензија, а откако ќе се обезбедат услови за објавување на конкурс, тогаш би можеле да конкурираат сите кои поседуваат квалификации и документи, а секако и самиот Александар Ѓоргиевски. Градоначалникот Бацварски нагласи дека има коректна соработка со територијалната противпожарна единица и потврди дека општина Штип
на име на судски трошкови спорови има исплатено околу 180.000 евра на пожарникарите. Платите на пожарникарите се согласени со синдикална спогодба, со што е страната една неправда и дека наскоро ќе се набави ново противпожарно возило со средства од европските фондови преку проектот за меѓугранична соработка со Бугарија, нагласи на крајот во телефонскиот разговор градоначалникот на општина Штип Благој Бацварски.